Основното прашање е веројатно зошто се игра театарот и како е настанат театарот. Денеска, кога славиме 25 години театар Скрб и утеха, ќе подсетиме дека театарот е настанат од потребата на човекот да се соедини со Бог, да го доживее Бог и да биде поблизок до него, иако збориме за неолитските форми на театар на Кокино, каде што е активен театарот Скрб и утеха секако 3 години наназад ги дава таму своите премиери, така и во антиката практично театарот е настанат затоа што се играл за Дионис, повторно се играл за Бог, и денеска се поставува прашањето за кого се игра современиот македонски театар. Театарот Скрб и утеха игра од две причини. Едната е игра за Бога, за Исуса Христа, а втората е игра за Македонија и за македонската култура. Сега се поставува прашањето зошто театарот не може 3 години да добие театарска премиера. Ако Господ е со нас, кој е тогаш против нас? Или кој има против што ние го славиме Бога и македонската култура? Денеска на театарските игри Бојдан Чернодрински ги поставувам овие прашања, бидејќи имам одговорност како даруван човек со словото на Бога да создава театар, да пишува книги, да создава уметност, во името на духот на вистината, зошто, како и каде оди македонскиот театар. Нема да плачам, нема да страдам, нема да се сомневам. Некам да пажам, нема да патам, Господ ме милува. Нема да плачам, нема да страдам, нема да се сомневам. Некам да пажам, нема да патам, Господ ме милува. Радувај се, радувај се, во молитва на смени се, радувај се, радувај се, во благослов на смени се, радувај се, радувај се, во молитва на смени се, радувај се, радувај се, во благослов на смени се. Господ ми дава сила и разум, Христос да го прославам. Сакам да пеам сите да се сретни, во љубов да се разбудам. Господ ми дава сила и разум, Христос да го прославам. Сакам да пеам сите да се сретни, во љубов да се разбудам. Радувај се, радувај се, во молитва на смени се, радувај се, радувај се, во благослов на смени се, радувај се, радувај се, во молитва на смени се, радувај се, радувај се, во благослов на смени се. Вера и љубов, надеж во Бога, извор на душата, семе на милост во мене зачна, Христос да го прославам. Вера и љубов, надеж во Бога, извор на душата, семе на милост во мене зачна, Христос да го прославам. Радувај се, радувај се, во молитва на смени се, радувај се, радувај се, во благослов на смени се, радувај се, радувај се, во молитва на смени се, радувај се, радувај се. Представа што ја гледав во црквата Свети Никола, вистина ме одушеви и немам зборови да кажам како ова беше сето припремено. Библијата во душата ми е и во душата на сите срца ке бдејат и ова што го слушнав не можам вистина да го заборавам цела ноќ.
и вечно ќе остани. Благодарна сум на овие луѓе кои што се во Христа Господа сите влюбеници и ни ја представија целата Библија и Духот Свети да зрачи во нас секогаш. Да сте здрави и живи, да сте здрави. Нешто си кажала сега. Значи толку ме воодушеви. Вистина не можам дома да се стрпам од олкубавина. Па и песните, па и зборовите, сето тоа беше во најголем ред. Благодарам. Имав ретка можност и задоволство да се сретнам со нешто ново во музичката продукција и актерството на една екипа која дише со едни и исти бели дробови, луѓе кои размислуваат исто, но многу продуктивно, и екипа која го сее семето за да никне во сите краеви на нашава Република Македонија, а верувам дека овој квалитет што беше вечерва презентиран ќе биде афирмација и за настапи надвор од Републикава, што доволно зборува дека луѓето кои што се внесле себе си со верба во Бога и очекување дека нивниот труд ќе се оплодува и понатаму, ме тера и мене да бидам дел од оваа екипа, ако со ништо друго, бидејќи Божјата дарба не е на секого дадена да може така да се однесува во овој дел и на драмата и во музичката творба, би посакал почесто да бидете гости не само во Прилеп, туку во сите катчина на нашава земја. Преки сум задоволен што ве гледав и уживав во вашата емисија, во вашите односи, и едно ме радува што на секој збор го помагате Господ, го понижите и сори го теростите да живееме и да продолжите со оваа работа, да луѓето да задовола и да разберат дека сме македонци едно, а друго дека сме бера рицијанска и дека треба Христос да го поштуваме. Фала ви уште еднашка и па да дојте, па да ве гледаме. Она што вечерва, значи го видов овде, во рамките на овој годинашен 48-ми Македонски театарски фестивал, а во изведба на Скрп и утеха и на музичката група, навистина е едно вдахновение, едно исполнување каква што не сум имала, ма не знам од кога. Едноставно ужива во она што го видов овде вечерва. Такво нешто, такво доживување уметничко ми се чини дека не се пропушта и на секого би му препорачала, кој што има можност да ве види, она што имате да го покажете заедно, безусловно да ве види, бидејќи задоволството не се опишува со зборови. Само продолжете така. Значи представата помина прекрасно, зрачеше со љубов, со топлина, со милост, со божествена енергија. И како што рекол апостол Петар, се да имам, ако љубов нема, немам ништо. А во оваа представа и во публиката имаше толку многу љубов, сите зрачеа прекрасно, беа, како да кажам, возљубени, сплотени во едно,
благодарение на Господа Исуса Христа, на Отецот и на Светиот Дух. Нека е вечна и вековита представата во сите векови. Амин. Навистина, во овој период од 25 години изминавме долг пат, направени се многу театарски представи, многу километри, многу публика ги имаат видено представите на Скрп и утеха. Годинава, еве 25 години Скрп и утеха. Особено сум задоволен што ја прославуваме оваа годишница со една прекрасна духовна академија, заедно во содејство со духовниот хор на Тино Кајшаров и театарот Скрп и утеха, овде на ова свето место, каде што можам да кажам дека сме редовни учесници на овој театарски фестивал и благодарен сум на публиката овде во Прилеп, која едноставно не почитува и не смета за своји. Им благодарам за се. Радосни ноти в душа се леја, за Господ ја спеја. Камбани бија на молитва кана и тело се слива. Преобразен човек во Христоса бива, се отвори срце и заблуди кина. Благодарам, 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 што сведочам. Немам зборови, значи настапот беше прекрасен и твоето зборување, сведочење кое што беше како проповед и целата група молебствие. Едноставно тоа не движи, јас сум благодарен за оваа можност што преку песна и преку словото кое што го проповедавте ги потикнавме луѓето кон во верата кон Господ Исус Христос. И можам да кажам дека исклучително беше важно ова и за нас и за прилепчани, и верувам дека ќе има вакви повеќе настани и настапи каде што ќе можат сите да слушнат колку овие песни се инспиративни. А ти како, твоите забелешки какви се во врска со импресиите твои? Јас сум среќен, фала на Господа што го потсетуваме луѓето дека кога создаваш уметност, ја создаваш од благодарност кон Бога, значи од најраните фази на уметноста тие биле врската на човекот со Господ и ние практично ја враќаме, се наоѓаме повторно на таа кота и театарот Скрп и утеха и вокалната група молебствие. Ние играме за Господ, му благодариме на Бога што ни дал дарби за да сведочиме за светлината, да врвиме по таа патека, бидејќи за кого се создавала другата уметност, ако не се создава за Господ. Ако Господ не е со нас, тогаш за кого ние би играле? Тогаш тоа би немало смисла и како што вели, ако светлината што е во се темнина, каква ли ќе е тогаш темнината? Затоа ние избравме да играме за Господ и да врвиме по светлина. Фала му на Господа, се надевам дека ќе одиме заедно и ќе работиме уште повеќе.
Јас те љубам и те прославувам. Твојата милост е неспостојан, Господе. Моје солзи се ронат од мене, кога пеам за тебе, тогаш врне Твојата милост врз мене. Me izbavi